Го следите најновото издание на регионалните вести. Ако пред еден месец семејството Ристовски во Сиричино рече се немаше никаква надеж за изградба на нов дом, денес се на чекор до него. Се чини дека се гледа крајот на агонијата на семејството Ристовски од Сиричино, кои на крајот од минатата година останаа без својот дом. За еден месец колку што интензивно се работеше на градбата, куќата е дигната до втората плоча. Недостасуваат плочата и покривот. За овој дел од градежните активности фалат уште средства. И понатаму кој сака да ни помогне сега за плочата, ни са потребни вергледе, монте, тие работи и покривот. Тоа. Чатме тие работа, ако може некој да ни се дојде у сусрет за да ни помогне. Кој има некој така хумани луѓе кои што сака мајстори да дојде така хумано да работа за плочата тие работи, кој што сака може. За еден месец дојдеме до плоча, горната. Више немамо материјал тие работи, прво му се заблагодарувам на Илија, градиме иднина. Тој многу ни помогна, да не беше тој, ние немаме ништо да изградиме. Им се заблагодарувам на тие спонзорства, све кој што ни донирал. За купатилото таа опрема имаме што треба, само не и треба плочки, тоа за 40 квадрати, уште тоа не ни стига. Ако може и до Тетово фирми што има продавници, дуќани, ако може да ни помогна со плочки, за да биде купатилото комплет опремено. И за салоно може че ни треба тоа ламинат, нешто што треба. За стварите работи имаме за да влеземе. Плочата сега треба да се помогне, кој може да се онади, да се тај кров од плочата, тие работи. И планираме здравие Боже со Господ и ме да влеземе во нашата куќа, во нашиот дом. Борче и Сонја не треба да прозборат за да ја насетите среќата која тие ја живеат. Таа се гледа на нивното лице. И сега кога новиот дом е пред нив, не им се верува. Мислевме дека сите не заборавија, вели Сонја. Стигнавме, се изгради еви нашата куќа, стигнавме до плочата, многу сме среќни, не знам, многу пресреќни сме што и за нас имало Господ да се направи, на пролет здравје, планираме крај јули да влеземе и ние во нашата куќа и најмногу се заблагодаруваме на Илија Јовановиќ, градиме иднина, он од почеток, од темели све, он дојде, он работеше до крај, многу ни помогнал и он обетуе дека до крај ќе ни помогне, дур да влеземе. И имаме тоа што се вика за двете соби, за детките соби од децата, имаме прозори од куќата стара што ни се руши, тоа врате исто имаме, салонот исто, прозори имаме и братот мој ми помогна многу, 3 прозори ни обезбеди он ни ги плати све. Ако досега семејството Ристовски живееше во 2 соби, нивниот нов дом ќе биде на површина од 85 метри квадратни. На него најмногу се радуваат и најчесто прашуваат Иванчо и Оливера, кои за прв пат ќе имаат своји детски соби. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Физичка пресметка завршила со ранување на двајца со нож по расправија започната во кафе-бар на улица Илинденска во Тетово. Двајца ранети со нож и еден истепан е епилогот на физичката пресметка во Тетовскиот кафе-бар вчера околу 19 часот. Тројца, од кои двајца биле браќа, седеле на една маса. Започнале расправија со 31 годишник на соседната маса, што продолжила во тепачка. Најпрво еден од браќата станал од масата и со тупаница го удрил 31 годишниот тетовец, кој набрзо излегол од објектот, но за кусо време се вратил повторно назад и ги повикал тројцата да излезат за да се пресметаат. Четворицата излегле надвор од објектот и продолжиле со тепачката, во која 31 годишниот тетовец со нож
на двајцата браќа им нанесол повеќе расеченици и убоди по телата. Браќата по примената помош се однесени во Скопје, додека 31-годишникот е задржан на лекување во Тетовската болница. Еден од двајцата браќа кои инаку биле на возраст од 38 и 50 години е со сериозно нарушена здравствена состојба, додека другиот се наоѓа надвор од животна опасност. При увидот најден е ножот употребен во тепачката, а дополнително ќе се утврдуваат причините. 45 годишен гостиварец се обидел да си го одземе животот со бесење. Во таквата намера го спречил соседот. Уште еден обид за самоубиство овој месец во Гостивар. 45 годишник вчера вечер околу 22 часот се обидел да си го одземе животот со бесење во подпокривот на својата куќа. Откако врзал електричен кабел на една од дрвените греди, тој го ставил кабелот околу вратот со намера да се обеси. Меѓутоа, за кусо време пристигнал неговиот 41 годишен сосед и го спречил во таквата намера, пошто биле повикани и другите соседи и му помогнале да го однесат во долниот дел од куќата. Се расветлуваат сите поединости поврзани со мотивите и се друго околу овој случај, информираат од СВР Тетово. Пред само 4 дена и 16 годишно девојче со пиење на средства за хигиена најверојатно се обидело да си го одземе животот. Според евиденцијата на полицијата, женските лица на слична возраст најчесто посегнуваат по својот живот. Најчести причини за обидите за самоубиства се семејни недоразбирања, нервни растројства, болест, невозвратена односно откажана љубов, слаб успех на училиште и друго. Инаку годинава на поширокото полошко подрачје вкупно регистрирани се 17 обиди за самоубиство, од кои 10 во првото тримесечие. Во најголем број со труење со таблети, алкохол и со хемиски средства. Во Тетовско и Гостиварско годинава имало и 3 самоубиства, 2 извршени со употреба на огнено оружје и едно со бесење. Гостиварската локална самоуправа со повик до граѓаните кои поднеле барање за легализација да ги докомплетираат документите со потребните геодетски елаборати. Крајниот рок истекува на 31 декември 2015 година. Граѓаните кои се уште ги немаат комплетирано документите за легализација на дивоградбите, тоа да го сторат што поскоро за да се запазат роковите и процедурите, апелираат од општина Гостивар. Раководителот на секторот за урбанизам Јетон Салија од пресконференција ги повика граѓаните да ги достават геодетските елаборати кои се неопходни за да се заврши процесот на легализирање на објектите за кои се поднесени барања. Ги повикуваме сите граѓани на општина Гостивар кои имат заклучок за исплата на за легализација на бесправно изградените објекти да увршат на време за да може органот да постапи и да им издава решение за легализација за бесправно изградените објекти во минатиот период. Исто така и ги повикуваме сите граѓани на општина Гостивар. Истовремено и тие да им пренесат на печалбарите кои ќе доаѓаат во летниот период ова година да ги дополнат предметите со геодетски елаборати за да може органот на време, благовремено да постапи за да може да се легализираат бесправно изградените објекти. Граѓаните имаат рок за доставување на елаборатите до крајот на оваа година. Надлежната комисија ќе ги разгледува предметите само ако бидат комплетирани. Временскиот период до завршување на доставување на за елаборати за бесправно изградените објекти е околу 6 месеци и временскиот период е мал, значи до 31 декември 2015 треба да достават сите граѓани елаборат за нивните објекти за да може после органот да стапува поединечно за секој објект. Геодетски елаборати треба да достават над 3000 граѓани кои барањата за легализација ги поднеле без овој документ. На подрачјето на општина Гостивар со правосилно решение досега се легализирани 2500 објекти. За околу 250 предмети е донесен заклучок за легализација, но се чека сопствениците да го уплатат надоместокот. Општина Врвеница донираше $5000 во фондот за поддршка на жени и млади предприемачи. Денес беше подпишан и меморандум за соработка со проектот на Американската агенција за меѓународен развој USAID за експанзија на мали бизнеси.
Со $5,000 и општина Брвеница го подпомогна Фондот за поддршка на жени и млади предприемачи. Денес беше подпишан и меморандум за соработка со проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси, кофинансиран од владата на Швајцарија. Целта на проектот е да се создаде одржлив модел за поддршка на бизниси во сопственост на жени и млади во Полошкиот регион. Овај проект е многу значаен, бидејќи директно помага на развој на општеството, на одредени групи на граѓаните, поготово кај нас за категоријата која е на некој начин запоставена, тоа е категорија на жените, бидејќи немале можност да се вклучуваат или да се вработуваат во сите јавни или па приватни институции. Преку овој проект поддржан од УСАИД се дава една директна можност категорија жените да се организираат или како здружение или како поединки да формираат, да регистрираат фирми и да бидат директно помогнати од овај проект. Мислам дека во претhodните работилници видовме дека интересот расте и како што се запознаваат со ваквите иницијативи, така и се покажува еден интерес и сметам дека понатамо ова ќе продолжи. Со самите иницијативи се создава една можност и таа категорија на жени кои работат во домашни услови или работат самостално или па за некој друг, преку овај проект ќе можат они самостално да работат, да се самосталат и да формираат како мини некои си занаатчиски работилници. Овај наш, да кажемо, наша општина или терен препознатлив е по занаатчиските работи, поготово тука во село Брвеница знаеме дека доста е развиена текстилна или па лонг системот шивењето и доста жени во услови домашни работа за таквите поголеми фирми или производачи. Со Фондот за млади и жени предприемачи УСАИД, проектот на УСАИД за мали бизниси, за проширување на малите бизниси, дава помош на предприемачите кои што ќе ги користат овие фондови за зголемување на нивната продуктивност и бројот на вработени. Бизнисите кои што ги водат жените и млади предприемачи се основна компонента во развојот на една силна економија. Фондот кој што го помага создавањето на овие бизниси, отварањето на подобри работни места и подобрување на економијата ќе ја зголеми истата. Јас сум многу задоволен што општина Брвеница ја позна оваа иницијатива и ги поддржа нашите заложби. Сакам да изразам голема благодарност до градоначалникот Пајазите за неговиот придонес во Фондот за поддршка на жени и млади предприемачи. Јас исто така ги охрабрувам жените и млади предприемачи од Полог, од регионот Полог, да аплицираат за финансии и за фондови од овој фонд со цел да ги исполнат нивните иновативни идеи. Досега во Фондот за поддршка на жени и млади предприемачи од Полошко се донирани $120,000. Претходно во фондот донираа општина Тетово и општина Боговиње, како и приватни компании од Тетово и Боговиње. И младите се стимулираат за реализација на нивните бизнис идеи. Фондот за поддршка на жени и млади предприемачи заедно со Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово денес избира најдобра бизнис идеја. Во состав на надпреварот за најдобра бизнис идеја денес на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово беа одржани презентациите на студентите финалисти. Надпреварот е организиран од Факултетот за бизнис и економија во соработка со Фондот проект на УСАИД за експанзија на мали бизниси. Фондот за поддршка на жени и млади и поддршка воопшто на претприемништвото во Полог започна како иницијатива на проектот за експанзија на мали бизниси кој што е финансиран од УСАИД и од швајцарската влада.
Самата иницијатива започна пред 2 години и прерасна во нешто што денеска навистина можеме да се гордееме, а тоа е фонд во кој што контрибуираат како приватниот сектор, фирмите, од кои што може да ги споменаме Еколог, Универзал Ас и така натаму, како и општините од Полошкиот регион, меѓу кои пред се голема благодарност до општина Боговиње, која што веќе 2 години поред го поддржува фондот, општина Тетово, како и општина Брвеница, која што изутринава подпиша меморандум за соработка и финансиски го поддржа овој фонд. Фондот изминатите 2 години поддржа над 20 бизниси во Полошкиот регион, кои што ги водат пред се жени и млади, бизниси кои што со помош на фондот успеаат да го зголемат своето производство и да вработат нови луѓе. До сега праксата беше да се поттикнуваат веќе постоечки бизниси и да им се помогне нели растот и развојот. Сега имаме за прв пат можност во соработка со Штоловиот универзитет да поддржиме и стартап бизниси и не случајно сме денеска овде, напротив, во соработка со Штоловиот универзитет и нивниот кадар и професорите се обидуваме на студентите кои што завршуваат на Штоловиот да им овозможиме да со своите бизниси идеи пристапат до фондот и на жири комисија од професори и од фондот да ги разгледаат идеите и да ги поддржат оние кои што се најуспешни. Именно денеска веќе имаме тројца финалисти кои што ќе се борат за првата награда која што ќе биде во износ од $3000 и втората награда во износ од $2000. Меѓутоа, освен финансиската поддршка, Штоловиот универзитет ќе ги поддржи дополнително со канцелариски простор во рамките на Штоловиот универзитет. За овој турнус имаше пријавено 6 кандидати, што искрено морам да признам дека не изненади, очекувавме малце поголем интерес. Меѓутоа, за почеток и тоа е добро, значи не треба да се обезхрабруваме, секоја иницијатива или има свој почеток, на почеток не е секогаш можеби осознаена, на луѓето не се најохрабрени, меѓутоа кога ќе видат дека има конкретни резултати, дека навистина идеите се наградувани и од нив прераснуваат бизниси, верувам дека студентите на Штоловија за следната година ќе можат малце поохрабрено да пристапат до истиот. Главната цел на надпреварот е да се стимулираат младите да ги развијат своите иновативни идеи во бизнис модели и планови и да се наградат најдобрите со тоа што ќе им се овозможи започнување на сопствен бизнис со мал неповратен грант. Наградата за победникот од надпреварот е грант од $3000. Средствата на фондот се користат за да се поддржи растот на малите бизниси во сопственост на жени и млади во Полог. Повеќе од 15 мали бизниси веќе имаат добиено грантови преку фондот во текот на изминатите 2 години. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев на пресконференција во кампот на Слободата пред владата рече дека службите на УБК под раководство на Груевски и Мјалков прислушкувале 10 невладини организации. Соопштените организации се следени со прислушување на првите луѓе на организациите или нивните активни членови. Тоа значи дека има случаи каде што во една организација се следени повеќемина граѓански активисти. Прислушуваните аудиоматеријали денеска ќе бидат врачени лично на представниците на организациите кои се присутни овде. Јасно е зошто нема да бидат јавно обелоденети овие аудиоснимки. Граѓанскиот, цивилниот сектор е еден од носечките столбови на демократската јавност, или барем така би требало да биде во нормална земја и должност е на сите да го почитуваме тоа. Доволно е само да се слушнат називите на организациите чии што први луѓе се следени, за да стане јасно дека станува збор за едни од најактивните организации, критички обсерватори на општествените процеси, кои што преку своите активности посветено се борат за унапредување на различните видови човекови права загарантирани со Уставот и законите на Република Македонија. Почитувани граѓани, Никола Груевски со тесната група соработници ги подкопал до темел основните начела на кои што е поставен уставниот поредок на Република Македонија. Преку следењето и прислушувањето на еден од најчувствителните сектори, граѓанскиот сектор, браник на правата и интересите на граѓаните, на слободната и критичка мисла, Груевски ги загрозил основните граѓански и човекови права.
Турскиот претседател Речеп Тајип Ердоган ги повика политичките лидери во земјата да се однесуваат одговорно и да ја сачуваат атмосферата на стабилност и доверба. Тој го упати повикот по соопштувањето на резултатите од изборите во земјата, при што неговата партија на правдата и развојот го загуби мнозинството и нема да може сама да формира влада. По пребројувањето на скоро сите гласови произлезе дека оваа партија добила над 40%, што е за безмалку 10% помалку од довербата што ја доби на претходните парламентарни избори во 2011 година. Партијата на правдата и развојот, која е на власт од 2002 година, ќе има 258 од 550 места во парламентот. За апсолутно мнозинство се неопходни 274 пратеника. Ваквите резултати се своевиден пораз на претседателот Ердоган, кој се надеваше дека ќе добие доволно доверба за да го смени уставот и да ја зајакне претседателската функција. Според досегашните резултати, Курдската демократска партија на народите најверојатно исто така ќе го мине изборниот праг од 10%, бидејќи според сегашните резултати освоила 10,6% од гласовите, со што си обезбедува места во парламентот. Високиот представник на Европската унија за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан соопштија дека излезноста од 86% на вчерашните избори во Турција ја покажува моќта на демократијата во земјата. Според нив, фактот дека сите големи турски партии ќе бидат застапени во новиот состав на парламентот е особено важно. Могерини и Хан очекуваат брзо формирање на нов парламент и на нова влада, а престојниот период, како што наведуваат, ќе биде можност за продлабочување на односите меѓу Европската унија и Турција. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност, попладне наместа нестабилно со врнежиот дожд. Утринските температури се движеа од 12 до 20, а дневните од 18 до 28 степени. Утре не очекува умерено облачно време со сончеви периоди, наместа со врнежиот дожд. Утринските температури ќе се движат од 10 до 19, а дневните од 20 до 29 степени Целзиусови. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.